Почитувани представници на медиумите, дами и господа, добар ден. После вчерашната седница на собранието, после сето она што го видовме и слуштавме, а посебно после исходот од гласањето за доверба на владата, стана сосема јасно дека не постои никаква криза во коалиционите односи помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. Се потврдија сите наши укажувања дека сето она што го гледавме во изминативе 2 месеци, сето нивно загрозување на меѓуетничките односи, сите нивни меѓусебни препукувања преку девалвирање на институциите, кршење на законите, бламирање на армијата, па дури и преку злоупотреба на децата, не се ништо друго освен ефтина театарска представа во режија на Никола Груевски и Али Ахмети. Премногу опасна игра за задоволување на нивните ситни лични потреби. Груевски лажно се представи како македонски патриот, а Ахмети лажно се представи како заштитник на правата на албанците. Вчера уште еднаш се покажа дека за оваа власт криминално-тендерските интереси се поважни од било чија национална гордост и достоинство, од било чии права и статус и од било кои закони и институции на Република Македонија. Сега, кога оваа неодговорна, но со тешки последици политичка лакрдија е целосно прочитана и разобличена, ја повикуваме владата, а пред се премиерот Груевски, овој циркус да биде запрен веднаш. Така, како што синоќа сложно и братски гласа, денес сложно и братски нека се договорат за законот за бранители, за имињата и таблите на училиштата, за паралелките во аеродром Чаир и Сарај, за почитување на хиерархијата и одговорноста во АРМ и пред се за почитување на законите и институциите на оваа земја. Истовремено, со цел да се прекине ова замајување и манипулирање со јавноста, кој, колку и кога сака предвремени парламентарни избори, ја повикуваме владата под итно, веќе од понеделник, да предложи измени на изборниот закон во согласност со препораките на ОПСЕ и ОДИХР и во најкусможен рок пречистување на избирачкиот список. Доколку во еден разумен рок од неколку дена владата тоа не го направи, Социјалдемократскиот сојуз ќе поднесе свој предлог за измени на изборното законодавство до Собранието на Република Македонија. После тоа ќе стане сосема јасно кој е, а кој не е подготвен за соочување со волјата на народот. Ви благодарам, а сега доколку има прашања, ви стојам на располагање. Ако владата не е подготвена да предложи измени на изборното законодавство во согласност со препораките на ОПСЕ и ОДИХР, тоа значи дека не е подготвена да организира фер и демократски избори. Она што нам не останува како можност е ние да го дадеме предлогот и да го ставиме парламентарното мнозинство пред јавноста да се изјаснува за предлози кои што не се субјективни и опозициони, туку се препораки на меѓународните организации. Во истиот момент кога ќе се донесе, вие го знаете ставот на Социјалдемократскиот сојуз, изборното законодавство во согласност со препораките на ОПСЕ и ОДИХР, кога ќе се прочисти избирачкиот список, ние сме подготвени во истиот момент да се оди на предвремени парламентарни избори. Ви благодарам.